Добар ден, мајсторе. Добар ден. Не си ти за овде, парно оди си. Не сум за купување. Дојдов да те прашам да не ти треба за нивата да те искупам. Оти јас сум аргатка, знаеш, мора нешто да се живее. Ами, не знам како да ти кажам. За еден грош. Бива? Ама да не ми излежиш после. Не, зашто да ти излажам? Знаеш, јас морам да работам. Еве ти го оваа мојот грош, а ти, кога ќе ја завршам нивата, ќе ми дадеш. Така бива. Ќе ти го вратам твојот и уште еден ќе ти дам за ти. Арно, утре рано ќе дојдам ќе искупам. Ама немој си да каснала. Не. Ајде со здрави. Со здрави. Домакине, ајде дојди си дома за да ручаме. Ти по цел ден во Дујќановци. Како така? Да го донесеш ручекот тука. Ако влези некој муштерија, ако види дека не е отворено. Рете ти дома да си дојдеш и дома да ручаш, а ти за овдека Не можам. земи си еден калфа, послушај. Јас само на своите очи им верувам. На калфи да им го предам за наето никако. Ако сакаш носи го ручекот тука, ако не морам да ручам. Што човек ќе беше мјарно, ајде ќе ти го донесам. Ама прави како знаеш. Добар ден, мајсторе. Добар ден. Јас ја исковам нивата, ама уште малку ми остана нешто. Па еве ти го овој грош, а после ќе ми ги дадеш двата. Значи следниот пат 3 треба да ти бре. Грош ќе ме платиш, а другите два моите ќе ми ги вратиш. Ама да се довршиш работата и не се влечка. И така мајсторот замислен, а отишол да ја раскаже на жената како аргатката 2 дена работела само за еден грош. Што има толку на нивата да копа секој ден? Чудна работа, домакине. Работава нарно не ми мириса. Туку врати им ги парите и да плати за парите и нека си оди. А и секој ден да ти оставаат уште плюс еден грош во залог. Не знам што ќе беше оваа работа. Не можам да спијам. Цело време нешто ме мачи, да не има нешто, некој богатство на нивата моја. Ако имаше богатство, ќе знаевме, ќе го откопавме. И така, ама што викаш? Ќе ја испитам работава да видам што е. Јарно. Треба да ја испитам работа. Јарно, оти вака како без душа да си. И заврши со работава? А не, има уште работа. Ево ти уште еден грош. Како бре има уште работа? Види колку е мала нивава. Да не криеш ти нешто од мене? Не, оти да кријам. А бре, кажувај да не ги викнам сега за птите. Не. Вапсана ке скапи. Не, оти да ги викаш. Еми, има нешто. Што има? Има богатство. Има богатство закопано. Што? Во мојава нива. Има богатство закопано. Мон? Богатство во мојава нива. Не знам дали е твоја. Што има? Поточно. Грне. Ами ако е грне, тоа е моје? Не знам. Со што? Со злато. Молам? Со злато? Тоа значи дека е моје. Не знам дали е твоја. Ти сигурно имаше некој купено ниво. А не се знае тука. Молчи, ќе ти давам 10 гроша да ја запиш. Ако кажам некому, сите ќе да го откопаат грнето. Значи 20 гроша и да те нема вместово. Мјарно. Дај 20. Да не купам повеќе? Не, оди си за денес. Знај. Ај, со здрав. Ќе си се збогатам. Ено, оставе работата, ајде, Ани. Има грне полно со злато да го откопам. Како бе домакине со злато? Така, она бутала да го нашта што копаше за 20 гроши дал да се мазни од наставо. Па ајде да го откопаме да ни го земи. Ајде, земај мотиките, ајде. Одам. Ајде. Домакине. И овдека копаме за едно грне злато. Абе. Какво ти злато овдека ни грош нема. Да џабе 20 гроша ми ја пафи. На мојов ум и разум, на мојево богатство, уште толку се полакомив и успе на обична аргатка да ме прелаже. За џабе 20 гроша ми ја да пафи. Ама не се, ќе го разработам пак дуќанот.
во една шума. Убаво пее Славеот. Од неговата песна поубаво ми оди работата. Многу убаво знаел да пее и сите птици уживале во неговото пеење. Убаво спијам, нели врапчо? А, што би правеле без убавиот Слави. Мислиш ти така, другарке Страчке? Оној Славе се фали со неговиот глас. Слушнете го мојот глас. Птиците не им се допаѓало пеењето на Страчката, ама не сакале да се расправаат. Тој Славе колку се прави важен, од сега и јас ќе ви пеам. Е па добро тогаш, јас да си одам во друга шума, нека ви пее Страчката. И така Славечето си заминал и Страчката им пеела по цел ден, ама птиците не можеле да слушаат. Страчка, леле колку немам спиено! Леле колку лошо пее! Леле, не можам, ајде да го бараме на Славејчето! Не можам! Ајде! Јас знам каде е, од другата шума, таму. Врати се! Врати се! Весте ме И не таму можеме! птиците го нашле Славечето и го молеле да се врати. Не се лутам јас на Страчката, ви се лутам јас вас. Зошто? Нека се лутам што не ја кажавте вистината. Ако на вистина ја сакавте мојата песна, ќе му кажете Ќе ви простам, но друг пат да ја кажувате вистината. И така Страчката престанала да грака, место да пее. Така Страчката престанала да грака, место да пее. Пикачу! Пикачу бе! Деца, добро утро! Добро утро, учителе! Денеска имаме нов ученик, соученик за вас. Ова е Галена. Сите запознајте се со Галена. Јас сум Никола. А јас сум Тофина. Дојди син ми. Окей, фала Никола. Сега имаме математика, следно имаме физичко. Отворете ги книгите на страна 165-та. Да живееш, Галена? Војвода. Онде кај продавничка. Ке предавничката си, навистина? Да. Сестра и брат? Да, имам сестра, се вика Алина. Јас немам ниту сестра, ниту брат, ама. Николајте да одиме на физичко. Во први разбираш или вториот? Во првиот. Николај, ајде ќе закасниме час. И јас сум на првиот, ајде... Да оставиме учебниците. Имаш брат? Која ти е обидната боја? Црвена и сина. Мене ми е билава розова и светла сина. Мене, а тебе која ти е омилена игра? Па, играм многу игри. Ведно. Да видам колку е часот. Деца, време за физичко образование. Ајде, во училница број 3. Ке ви кажи наставничката во кое место. Ајде. Ајде и ти, Делфина. Ајде да седнеме на клуба. Никога сакаш со мене да идеш клуб? Ајде да трчаме. Така е. Сете се за физичко. Ајде по мене. Вака? Никола, не ти е чудно зашто Делфина? Не ти е чудно зашто Делфина не дојде кај тебе на роден ден, ако најдобри другари сте? Чудно е, ајде да прашаме. Делфина, зашто не ми даде кај мене на роден ден? Забележа дека сум тука, ме чудиш.
Да, Галена, од кога замина со други другарки, јас заборавив на нашето другарство. Санова најдобра другарка. Извини, ти ми си најдобра другарка, те заборавив. Од кога Галена замина со нови другари и јас сватив дека треба да се дружам со најдобрите другари.